Последен кој се одржува во јануари, годинешниот салон на автомобилите во Детройт беше само бледа сенка на некогашните. Рефлекторите се уште сјаја, но немаше што да застане под нив. Бројот на изложувачи беше преполовен, на премиерите уште повеќе. Честа остана да ја бранат практично само домашните производители, но и тие настапија доста воздржано. Главниот збор го имаше Форд, кој со новиот Експлорер испрати предупредување до конкурентите. Овој популарен модел се враќа на старите корени. После скоро цела деценија тој повторно ќе има платформа со иницијален погон на задните тркала. Но, иако поробусна како техничко решение, лидерот во американскиот сегмент на средни големи теренци ќе ги задржи атлетските потенцијали. Причина е скоро 100 килограми помалата тежина. Голем дел од механиката кај него веќе се среќава кај Lincoln Aviator, вклучувајќи го и 3-литарскиот V6 мотор, чија сила е намалена на 365 коњи. Основната верзија ќе доаѓа со 2,3 литарски EcoBoost со 300 конски сили. На поклониците на најдоброто на располагање ќе им биде ST изведбата со вкупно 400 коњи. Тие ќе го забрзаат Експлорер до 96 км на час за 6,7 секунди и дотераат до максимални 230 км на час. Погонот на 4 тркала кај сите верзии е опционален, додека 10-степената автоматика сериски е единствена со која Експлорер ќе може да се добие. Новата платформа му обезбедува голем комфор во возењето, а за теренски својства ќе се грижи електронската распределба на вратежниот момент со 7 режими на работа. Еден од нив е наменет за влечење приколка која може да биде тешка до 2,5 тони. Првите испораки се очекуваат летово, а прострои глас дека би можел да стигне и до европските купувачи. За нив посебно ќе биде интересна хибридната верзија која сплотувајќи 3,3 литарски V6 бензинец со електромотор испорачува вкупно 318 коњи. Со новиот XT6 General Motors потполни значајна празнина во понудата кросовери на Cadillac. Иако димензиите се поблиску до знаменосецот Escalade, тој пазарно треба да биде сместен до помалиот XT5. Долг е 5 метри и 5 сантиметри и има 3 реда седишта. Ја користи механиката од Chevrolet Traverse и Buick Enclave, од кои се задржани 3,6 литарскиот мотор со 314 конски сили и 9-степениот автоматски менувач. Како и сите други теренци на американскиот пазар, стандардната верзија ќе има погон само на една оска. Новиот Cadillac XT6 има дизајн инспириран од концептот Escala. Впечатлива маска и карактеристичните светла му даваат спортски и помалку пријателски изглед, додека задниот дел е типично американски со масивни површини. Внатрешноста е просторна и луксузна со квалитетни материјали и богата опрема. На списокот се и загреваните и вентилирачки предни седишта, Bose Premium Audio System со 14 звучници, Wi-Fi hotspot и бројни електронски асистенти. Во продажба ќе се најде веќе напролет по цени кои се очекуваат да бидат околу $50,000. Мокните пикапи не се само заштитен знак на американскиот стил на живот. Тие се важни за профитабилноста на производителите и затоа им се обраќа доста внимание. Најновиот во серијата новитети е големиот Ram HD. Тој е представен во две верзии со ознаки 2.500 и 3.500, при што поголемата има носивост од 3,5 тони и сила за влечење приколка од дури 14,3 тони. За ваквите импресивни спецификации е заслужен 6,7 литарскиот Cummins дизел со 400 конски сили и неверојатни 1354 ньютон метри вртежен момент. Ке се нуди и со ослабена верзија на овој мотор со 370, како и 6,4 литарски бензинец со 410 коњи. Дизелите имаат 6 степени, а бензинецот 8 степен менувач, сите автоматски и со shift-by-wire технологија. Шасијата е направена од челик со висока цврстина, додека делови од каросеријата се од алуминиум. Новост е и тоа што висината на задниот дел може да се спушти со помош
помош на опционалното воздушно ослонување. За да ги задоволи вкусовите на секого, RAM HD ќе може да се добие со 6 различни изведби на маската и 3 на светлата. За жал на председателот Трамп, неговото производство ќе се одвива во Мексико. Својот фокус на салонот во Детройт Nissan го имаше насочено кон напредните технологии. Спакувани во интересен концепт на седан со зголемен клиренс, тие беа обединети во нова платформа наменета за електричните возила. Има 2 електромотора, погон на сите тркала и автономија од преку 600 км. Но најинтересното кај него е распоредот на седиштата според шемата 2+7+2. Дизајнот му е привлечен со доста елементи кои би можеле да се најдат во идните сериски модели на марката. Од Nissan не кажаа дали и еден ваков спортски седан со зголемена практичност ќе биде меѓу нив.